Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие ја гледате емисијата Правда и неправда. Тема на вечерашново издание на Правда и неправда е управното судство. Навидум неинтересна тема и покрај тоа што зафаќа и управното судство опфаќа еден многу голем распон на надлежности. Управното судство во Македонија има долга традиција. Повеќе од 70, речиси 70 години, поточно во 1952 година е донесен првиот закон за управни спорови. Од 2006 година, кога беше формиран Управниот суд и 2010 Вишиот управен суд, Македонија се определи за специјализирано управно судство. Која е причината што постои една општа перцепција кај граѓаните, ова судство како да е ставено некако во втор план и во сенка на редовното судство? На оваа тема разговараме со моите двајца вечерашни соговорници. Од мојата десна страна, професорот по управно право, професорот Борче Давидковски, поранешен декан на Правниот факултет, и од мојата лева страна, председателката на Вишиот управен суд, Лидија Ивановска. Добре дојдовте. Добро ме најдовте. Ќе почнеме од оценката за управното судство. Професоре, од вас ќе почнам. Дали ја оствари целта, а тоа е ефикасна и брзна судска заштита во овој дел? Па видите, вие напоменавте, управното судство како специјализирано судство и како дел од судскиот систем на Македонија има една специфична улога која што во сите парламентарни демократии судската власт е коректив на извршната власт. Овде токму доаѓа до израз таа компонента, да управното судство е токму таа што ги цени и цени работата пред се актите на органите на државната управа, пред се на министерствата и другите органи. Така што ова е првата брана, што би се рекло, управното судство е заштитник на правата на граѓаните кога тие сметаат дека им се повредени нивните основни човекови права и слободи со некој акт на државните органи. Нашето управно судство, мислам, го кажавте развојот, но сепак треба да се истакне дека управното судство, мислам, се уште не е по мене етаблирано доволно во нашата држава. Пред се можда има по мене, мислам дека повеќе на субјективни причини, бидејќи очигледно и управниот суд и Вишиот управниот суд не се толку експонирани. Вие новинарите не ги користите, нема тука адвокати, нема кривични дела, нема притвори, нема апсења, али во секој случај мислам дека треба повеќе да биде препознатливо и сега поготово со новиот закон мислам дека повеќе ќе биде препознатливо, бидејќи ќе ги добијат сите нишани на суд. Они до сега воглавном ценеа законитост на актот, ако е незаконит, ќе го поништат и ќе го вратат на повторно одлучување. Сега по сосема друга ситуација ќе биде. Председателка Ивановска, во перцепцијата на граѓаните, управното судство никако се доживува преку два аспекта. Прво, дека е неажурно, а второ, дека во изминатиот период служеше на некој начин како расадник за партиски кадри. Веројатно, општата перцепција беше дека токму овој суд, кој што е релативно млад, ова се релативно млади судови, беше користен за вдомување на роднини, блиски на функционери од поранешната власт. Го делите ли тој впечаток? Прво да ве поздравам и да се заблагодарам што ме поканивте во оваа емисија и што давате значење на управното судство. Секој граѓанин на оваа држава, од кога ќе се роди, има работа со органот на управа. Со вадењето на изводот од матичните книги на родени, па во целиот негов живот, лична карта, возачка и така натака, значи секој ден ние имаме додир со органот на управа. Сите тие незадоволства што ги чувствуваат граѓаните имаат право
да поднесат тужба против органот на управа, односно против поединичниот управен акт. За сместувањето и за бирањето на судиите во управниот суд и во висшиот управен суд, мислам дека е подобро да зборувате со членовите на судскиот совет, која донеле одлуката за избор на судиите, а кој како е роднина или е пријател, тоа навистина ја сега моментално не би можела да ја кажам, не навлегувам во блиски односи со судиите, туку професионално ги одржувам контактите. Во една од бомбите на тогашниот опозиционер Заев со име, презиме и глас се спомна вашата колешка Светлана Петровска, која што беше на некој начин Светлана Костовска, да, која што на некој начин беше човек за врски при набавката на опрема за прислушување. Да, сите слушнавме тоа. Да, колешката доаѓа на работа, на која материја работи, исполнува норма, редовна е, можам да кажам дека редовно го цени работното време, значи доаѓа точно на време, точно си оди и ги извршува сите работни обврски. Јас лично немам замерка за незиното работење. Тоа во времето кога е донесена одлуката за избор на судија на Виш суд е донесена во март месец 2011 година. Во самата одлука стои дека сите тие што се избрани за судии во Вишиот управен суд ќе стапат на должност 1 јули 2011 година, а до тогаш ќе останат да ги извршуваат своите работни обврски на тоа работно место каде што се. Избрани се тогаш неколку судии од управниот суд, а некои се избрани од органите на управата. Имаше многу забелешки во тоа време што околу тоа зошто не е искористен потенцијалот на стручни соработници во Врховен суд, некако во управниот суд и во вишиот управен суд се донесоа луѓе од страна. Сега мислам дека со измените и тој филтер веќе ќе го нема, бидејќи ќе оди преку Академија за обука на судии. Дали сте задоволни еве за вашиот суд по-конкретно од квалитетот на соработниците? Во Вишиот управен суд има 11 судии и плюс еден судија кој му мирува функцијата бидејќи е член на судскиот совет. Оваа година му престанува мандатот во судскиот совет и ќе се врати како судија во Вишиот управен суд. Стручни соработници судот нема, има еден советник само. Мои барања беа поднесувани до судскиот совет, писмени, да се побара, да се обезбеди во судот да судиите имаат стручни соработници. Точно ли е тоа дека на 3 совета имате еден стручен само еден советник има, така да на еден начин доаѓа да правото на судиите им е ограничено, да не може да сакаат да судат кога сакаат. Значи, мора да биде советникот прво присутно физички на работа, затоа што треба да биде присутен и на судењата. Така да се прави план за работа и се држат судиите и односно председателите на советите се држат до тие планови за работа. А овие работни места не се пополнети по правилник за систематизација, многу места не се пополнети. Од кога се формира 2011 година, судот воопшто не се направи некој напор да се пополнат тие работни места. Професоре, дали тоа на некој начин го покажува и односот на државата кон управното судство? Па видите, јас реков, тоа е секој пат управното судство. Ние, мислам, во 2006 кога го донесовме првиот, условно речено, закон за управни судови, со кој што воведовме специализирано судство, иначе направивме многу радикален рез. Предходно управните спорови ги решаваше Врховниот суд, имаше посебно оделение, имаше 2 оделенија во Врховниот суд кои што решава управни спорови. Оваа контрола што пред малку спорував, ја вршеше Врховниот суд. Сега го направивме ажурен Врховниот суд, а управните судови? Не, тоа не знам, јас само можам да истакнам дека кога се, пошто јас учествував и во тој закон кога во работната група кога се пишуваше, и кога се донесе законот, првата инструктажа на првите 18 судии во управниот суд, во Академијата на судии, имав чест јас да ја обавам. Од тие 18 судии, 17 јас ги прашав кој видел управен акт, бидејќи они актите ќе ги гледаат, ќе ценат законитост, само еден.
една колешка која што работеше од Правда, беше избрана во судија во управниот суд, она знаеше решение. Другите беа истражни, биле во судот, адвокати имаше и така натака, така што беше малку невообичаено да ви кажам, али мислам со тек на време стекна рутина. Да, јас се сеќавам во тоа време на изјавата на тогашната председателка на управниот суд кога беше формиран, која што рече, па тоа се правници со завршен правен факултет и правосуден ке научат. Па видите, тоа е управно право судиите? Па тоа не знам, тоа си има органи, има судски совет, еве има председателката, валјда се знае што работат незините, али сакам да кажам дека уште кога се формира, прво имаме суд без судница. И управниот суд и вишиот немаат судница. Мислам дека малку се измешани лончињата, ние можда на врат на нос го формиравме судот, али требаше судот да си ги има сите оние работи кај што нишани што би се рекло да личи на суд, да има судница, да има стручни соработници, дактилографи и така натака, ако идат странките, иако ни не работат со странки, али сега би требало да работат со странки, сепак кој ќе дојде странката во судот да се чувствува дека е во суд, а не или малку папири. Работите по погрешен ред ги поставивме како држава. Донесовме одлука за формирање на суд пред да обезбедиме услови. Колку што знам, веројатно познато е тоа и на јавноста, вие сте подстанари. Управниот суд е подстанар, управниот суд управен суд се наоѓа во објект на државата, поранешната агенција за обнова и развој на Тупурковски. Кажете ми колку тоа демотивирачки делува на судиите? Па делува затоа што делат кабинет со друг судија. Значи, според моите мерила и правила, судијата треба да биде сам во кабинетот, бидејќи треба 100% концентрација да има кога проучува предмет. А дека имате друго лице, тоа веќе се губи во ефикасноста, меѓутоа судиите се снаоѓаат, па некои судии работат и дома. Тоа не е појава нова, тоа е многу одамна. Јас сум во судството веќе 37 година, уште од дете сум во судството, се ги поминав сите судови како стручен соработник, како судија во Основен суд 1, во Основен суд 2, па дојдов во управниот суд. За да материјалните услови се многу битен фактор. Значи, за да може судијата слободно да размислува и непристрасно, и да може да се чувствува да работа слободно, а не може ако нема дактилограф, ако нема тим за работа, нема свој асистент, тоа може професор да каже дека и тој како професор треба да има асистенти, нели? Така и во судството. Јас очекував како млада, кога се вработив, дека јас еден ден, кога ќе бидам судија, ќе имам тим за работа, од дактилограф, службеник, свој стручен соработник, јас денес немам. Вие бевте во посета на Вишиот управен суд вчера и видовте какви се условите и како се сместени судиите и немате ни возач. Јас немам возач, имам возач. Стручната служба вие колку што можев да видам сведена на минимум. Точно. Има возачот си даде оставка и сметав дека економот, за да ги пополни работните часови во своето работење, дека има време и да извршувам кога треба и тие работни обврски, иако не му се во попис на работните задачи. Не барав возач, сметав дека не ми треба, дека може и автобус да користам, дека тоа не е нешто долго или срамота. Добро, вашите колеги од управниот суд ќе добијат нова зграда, поранешното Министерство за надворешни работи. Знаете зашто ќе добијат? Затоа што многу големи кирии се плаќаа. Тоа ги кошта државата, ја кошта за 10 години што плаќа кирија, можеше една зграда да изгради. С таа кирија што се даваше годишно, можеше една зграда да се изгради ако се имаше во план тоа, мислам. А се беше привремено. Привремено беше и оној одел за прекршоци во паркот, па остана толку години и се уште се судиите таму. Така да прво, за да му бараш ти одговорност на судијата, треба да му ги возможиш сите услови за работа, па тогаш да му бараш одговорност. И сега и со овој новиот закон да преидеме, мислам, за тоа и што сме денеска тука. Ке преидеме, меѓутоа претходно сакав на нешто друго да се задржиме. Професор, едно од најкритикуваните
на работи во управното судство беше тоа што постои можност, односно право, и тужениот орган кој што учествувал во управниот спор да може да покрене жалба до Висшиот управен суд. Дали ваквото решение не се коси со она основна идеја што беше на почетокот, а тоа е за управно-судска контрола, меѓутоа надворешна? Видете, мислам дека тоа не е основното решение на законот од 2006. Тоа решение е донесено во 2010 година, кога се формира Висшиот управен суд. Имаше една одлука на Уставниот суд, кој што правото на жалба наводно е суспендирано, кој што мислам дека Уставниот суд не ја разбра работата. Тоа право беше дозволено само кога има спор на полна юрисдикција, кога судот сам суди, а не на спор на законитост, кога цени законитост и враќа. Така што тогаш се даде правото на тужениот орган, што е нонсенс, нигде во светот тоа го нема. Он има првостепено решение, имате второстепено, со тоа завршува органот на управата. По второстепеното решение, тоа станува конечно, странката со тужба иде на управен спор. И сега што имаме? И после 2010 година со формирањето на Висшиот управен суд се даде органите на управата преку Државниот правобранител на Македонија да можат да поднесат жалба. И тука беше, претпоставувам, после повеќе може да се задржиме, затоа што ние како работна група и затоа инсистиравме да не постои повеќе Висшиот управен суд, бидејќи тоа беше нонсенс. Фактички граѓаните, има една анализа направена, мислам, граѓаните само 4% користат тоа право ако се незадоволни од пресудата на управниот суд идат на Висши управен суд. Другите 70% ги користеа државните органи за жал и што исто така симптоматично Висшиот управен суд по правило тие жалби ги усвојуваш на против пресудите на управниот суд, така што се доби впечаток дека фактички Висшиот управен суд со органите на државната управа една симбиоза има и што е недопустливо. И затоа се обидовме во новиот закон некои работи да решиме, ама некои ги... Во одредени ситуации, што е уште поголем абсурд, имаме и петостепеност. Имате ли такви случаи во праксата? Мислите, два органа одлучуваат? Не, против вашата одлука до Врховен суд. До Врховен суд има вонреден лек, има вонредно преиспитување, ама тоа се многу ретки случаи. Значи тоа е за рок од 4-5 години, ако два пати се поднале барање за заштита на законитоста. Така да Врховниот суд, иако по закон е за начални ставови, тој не може сега да зазима начални ставови за управното судство, што му е и законска обврска, меѓутоа поради тоа што решава само во една прилика против одлука на управниот суд, кога решава успи, го велиме ние тоа за заштита на слободите и правата, жалба е дозволена само до Врховниот суд. Една од најголемите забелешки што се става на товар на управното судство е тоа што не одлучува во полна юрисдикција и не случајно и насловот на денешната емисија беше дека граѓаните на некој начин се изложени на една пинг-понг ситуација. Значи вака, проблемите да ги кажам прво на управното судство кој ги има. Тие не може да одлучува управниот суд ако нема списи од органот. Тука имаше големи тешкоти да се прибават тие списи. Едноставно органот не ги дава списите. Јас, конкретно за мојата работа во управниот суд, барајќи малку е нелогично државен орган да не му дава списи на суд. Му пушташе една ургенција, втора ургенција, како што наложуваат одредбите од Закон за управни спорови, и не, тоа имаше во неколку области, и јас за да се заштитам, се обратив до судскиот совет, наведувајќи ги бројчано колку предмети има, што треба да ги добиам списите, ако не ќе треба да одлучам без списи. Тука се поништува и се враќа предметот, затоа што немаш списи. Тоа е дава законот. Ние вчера разговаравме, јас ви спомнав за еден пример, вие се сомневавте дека е баш така. Меѓутоа, јас имав можност да видам писмен документ кај Народниот правобранител, во кој што Висшиот управен суд
бара помош од народниот правобранител за да ги добие списите од понискиот суд, што Од е понискиот суд. да, што ќе Тоа не сум разбрала и не знам, навистина не знам, не сум што видела. делува уште побизарно и абсурдно, ќе Нема се што согласите. Ќе се согласам, нема што од народниот правобранител да бара. Имаме ние судски совет, тоа ви кажав. Јас имам докази кај што сум пуштала писма до судски Што ви велат совет. од судски совет? Судскиот совет ми помогна тогаш. Ми помогна, ми дојде во сусрет, прати за 100 предмети списи. Се поврза со Министерството надлежно од органот и се доставија списите и предметите се решија. Сакам да ви објаснам нешто за полна юрисдикција. Значи не е само полна юрисдикција која ќе се признае правото на граѓаниот. И кога тужбата ќе се одбие како неоснована е полна юрисдикција, која Вишиот управен суд може би да ја укине пресудата на управниот суд и тужбата да ја приначи одлуката во смисол да ја тужбата да ја одбие и се затвора приказката. И тоа е во полна юрисдикција на тужителот кој ќе одбие тужбата, а иако управниот суд ја уважил тужбата. Меѓутоа тој во Вишиот управен суд наоѓа дека нема основ тужбеното барање и одбива. Тужители може да бидат и физички лица, знаете, и овие што рече професорот, што се јавува преку државниот правобранител. Не се сложувам во целост дека сите предмети од државниот правобранител биле уважувани. Тоа може да се направи статистика, 70% може да се анализа не е направена званична. Од 2015 нема такво нешто правено. Ова сега да напоменам дека склучив меморандум со Министерството за правда и Британската амбасада, каде што се договоривме да се направи функционална анализа. Имате таа функционална анализа се направи сега во август како нацрт. Тој проект треба да заврши во месец март и тогаш ќе ги имаме вистинските тие резултати ако анализата успее да дојде до овој одговор. И таа анализа ќе даде одговор на многу други прашања и во врска и со буџетот на користење на паричните средства и со материјалните услови и со составот и организацијата на управното судство. Анализата имате, анализата ви е доставена во август. На вас, на председателите, веднаш ви ја дадена анализата. Со што имав инструктажа со судија, ја не знам, вие не сте ја доставиле до другите судии во вашиот суд, али во основниот суд, значи две анализи, се едната е компаративна анализа за уставното судство, пошто ја работев на таа, и втората е вистинска анализа по европски критериуми и стандарди, така што така сте скенирани и управниот, и вие, као Виш управен суд, и тоа ни беше нас и основа да кажеме дали за 4% случаи е исплатливо на оваа наша држава да имаме посебен Виш управен суд или да второстепената постапка да се води пред Врховниот суд, каде што едно одделение во Врховниот суд би одлучувало по жалби. Но тоа веќе е друга работа. Еве сега политиката одлучи да остане Вишиот суд, можда и тоа е добро, али сакам да кажам дека таа анализа многу детално кажува, например, ажурноста, например, од како се тече со години, дури и предвидливоста. Дури ние можеме да очекуваме дека во 2025 и после тоа дека управниот суд, например, ќе стане ажурен суд. Тој веќе е ажурен суд. Па анализата не го кажува тоа. Не, има податоци, има точно бројка. Јас можам да ви кажам дека последните 2 години тогаш различни податоци гледаме. Вие имате, прочитете си анализата, ќе видите. Функционалната анализа еве имаме и тука, можам да ви ја покажам. Па видете која година ќе стане. Ова е сега што е направено во август, има и проекции, точно. Па проекцијата ја ви кажам кога ќе стане ажурен судот. Значи точно е кажано и време траењето на постапките е утврдено. Значи точно има граѓаните се жалат и на еден друг момент, а тоа е дека неретко добиваат пресуда во нивна корист, меѓутоа тие пресуди се само на хартија, бидејќи наместо да се реши мериторно нивниот проблем, се враќа на повторно одлучување во управна постапка пред органите на државна управа, а тие пак си одлучуваат по свое. Ама така беше постоечкиот закон. Законот за управни спорови тоа го возможуваше. Значи таму се вели може меѓутоа не е ли тоа вртење во круг на граѓаните? Значи така беше законот. Една бесконечност. Да се одлучува по правило без одржување на јавна седница. Меѓутоа,
некои суди, меѓу кои јас, и на нејавни седници, ние ги признававме правата на тужителите. Например, ако има тужба за пензија, за остварување старосна пензија, ако гледате од списите на предметот, дека тој ги остварува условите, комотно може судијата во управниот суд да му го признае правото и на нејавна седница и да напише дека да се го задолжи органот да му донесе решение за исплата на пензијата на тужителот. За помош и нега, например, основите, тие рандливи категории на луѓе. Па ние сме ги гледале тие толку децидно предмети, да тие извештаи од лекарите сме ги гледале лист по лист и на одите, и на комисиите. Дали некој стварно ги остварува правата да оствари инвалидска пензија или не? Дали има подписи од докторите? Како комисиите се составени? Сето тоа, кога сме ги суделе тие предмети, сме гледале. И во мал број случаи сме иделе против интересите на граѓаните. Во иднина, мислам, кога ќе има главна расправа, тие ќе бидат јавни, така да може јавноста да се убеди дека тие суди навистина работат, али не се експонирале тоа што го рековте на почетокот. Статистика точна не е направена, колку предмети имале и што имале. Јас имам во една година, например, одлучено 700 и нешто предмети. Тоа е запишано, тоа е тие извештаи ги има во судскиот совет. Значи, тоа во совет со тројца судии сум одлучувала. Така да, оваа анализа што ја направија во август, точно пишува дека и управниот и висшиот управен суд се ажурни. Сега, на крај на оваа година, можам да ви компарирам дека управниот суд има остаток од 6000 и нешто нерешени предмети, а висшиот управен суд ќе има негде околу 300 предмети. Проблем настанува во 2010 година имаше околу 13.000 предмети. Ако мисли професорот на тој период, значи сега е упола совладан. Мислам дека ви пишува анализата. Значи во 2010 ажурноста на управниот суд била предмет просечно решавале за 745 дена. Точно. Сега се сведени на 250 дена, значи не можеме да стане за ажурност кога има пренесуваат илјадници предмети, така што тоа не е ни проблем. Проблемот е ова што... Колку е проблем неизвршувањето на одлуките и дали тоа го покажа вашата анализа? Значи, досега, прво, постоечкиот закон за управни судови, беше правило дека судот одлучува во спор на законитост, цени, поништува, враќа, а само во екстремни случаи, во точно определени случаи во Законот за управни спорови, одлучуваше во полна юрисдикција, односно сам го решаваш. Бидејќи така се работеше, бидејќи има и пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кај што е директно управните судови, управниот суд ја повредуваше член 6 од Европската конвенција за човекови права за судење во разумен рок, еднаквост на странките и така натака, не случајно се пристапи кон измена на закон за управни спорови и сега обратно е. Сега, значи, правило е спор на полна юрисдикција, значи судот мора, ако се мора да иде во јавна расправа, да отвори расправа, а исклучок ќе биде спорот на полна, спорот на законитост. Сега мислам се стават диаметрално спротивно ќе биде позицијата на судот. Повторувам, во услови кога немат ни една судница, сега кога немат ни една судница, како тие ќе судат? Али тоа е веќе друго прашање. Мислам, тоа е веќе проблем на... Тоа се веќе два аспекта. Јас ќе ве задржам на овој момент. Колку сте задоволни од најновите измени на Законот за управни спорови? Предпоставувам дека успеавте да го видите текстот и новините што ги носи. Прво ми пристигна нацртот. Нацртот имаше со алтернативни решувања. На крај пред нова година пристигна предлог законот кој веќе е во собраниска процедура. Има неколку моменти кои би ги истакнала сега, би искористила приликата. Што е за вас најспорно во овој закон? Најспорно за мене е модел одлука и модел постапка. Зошто? Прво тоа ќе го објаснам.
за да им биде и на гледачите појасно, тоа е во ситуација кога, например, повеќе од 20 луѓе поднесуваат тужба до управниот суд со ист правен фактички основ и исто материјално примена на исто материјално право. Одредбата нова која се предлага наведува дека доколку се поднесени повеќе од 20 такви тужби, во едната одлука као модел да оди, да се одлучи, а другите 19 да се донесе решение за прекин на постапката. Јас се прашувам како граѓанин на оваа држава, ако сум ја во тие 19, а во 20-тиот се одлучува и се чека мериторно да заврши постапката, тоа што значи да помине и степенот на жалба, тоа ако идеме по законските рокови може да трае повеќе од година дена, бидејќи со новиот предлог закон се дава рок од 1 година да се заврши предметот. И ако се чека и по жалба, што правиме со овие 19 луѓе? Тие 19 луѓе не мора да очекуваме да го знаат законот, тие може да поднесат и представка до судски совет, а што ќе биде утре кога ќе отидат и на судот во Страсбург и ќе речат од каде ја избра, например, Гордана да се одлучува, за мене не одлучува, а исти ден имаме поднесено тужба. Дали е добро разбрано решение, бидејќи очигледно е дека не сакам да влегувам у дилема, очигледно не сте ја разбрале ни модел одлука, ни модел постапка. Тоа е на врата мала влегување на судската пракса како извор на правото. Значи, ако како ќе се одлучи, едно по едно ги значи, ние можеме да ја прочитаме одредбата, ја си имам тука, така да стане јасно за таа модел постапка, тоа е член 49. Ма не, нема потреба да ги Не, треба да се прочита за да се разбере што да му дадеме можност на професорот. Што сакам да кажам, значи, член 49 вели вака, Ќе објаснам ја, добро, немој да читате тужби повеќе од 20, не да се каже текстот, од 20 управни акти во кои правата или обврските се заснуваат на еднаква или слична фактичка состојба. Иста правна основа, судот може, значи не мора, може, по добивањето одговори по тужбите да спроведе модел постапка врз основа на една од тие тужби, а останатите постапки да ги прекине. Таква е да му дадеме можност на професорот. Значи, очигледно не сте разбрале што беше идејата, а очигледно имате дискрепанца помеѓу мислењата на вашиот суд, или не знам дали е ова мислење ваше лично или на судот, и управниот суд. Членовите на комисијата од управниот суд се воодушевени од оваа работа, бидејќи ми имаме, например, УЈП, даночните, под исти основ, исто да може стотици предмети да има. И сега попаметно е да се земе, значи, еден предмет, бидејќи се знае дека и многу други ќе има, кои што ќе заврши правосилно. Предметите, да објасниме, треба да бидат на иста или слична иста правна. Значи, има еден предмет прво не се решава во полна юрисдикција, тук ова се решава во полна юрисдикција. Судот расправа. Значи, води расправа, го решава предметот, има жалба, потврден, правосилна е пресудата. Тогаш сите овие што се стопирани предмети, прекин на предметите, сите тие по таа модел одлука, сите ќе бидат решени предмети. Без расправа, зашто нема потреба, бидејќи иста правна основа, исти правен основ и иста фактичка состојба. Тоа ќе се убрза во многу. Они сега што прават? Например, во управен суд по исти има 2-3 совета одлучуваат за иста работа и некој пат имаат и различни одлуки. Токму тоа беше идејата да се унифицира начинот и на одлучување. Тоа мислам дека ниеден граѓанин тука нема што да се буни, затоа што ќе се унифицира судската пракса во управниот суд. А очигледно вие изгледа не сте разбрале па затоа. Не сум ја разбрала, него јас се поаѓам од тоа како граѓанин. Јас кој ќе бидам известена дека за вас е завршена, почнува постапка, тера постапка, јас чекам. Имам решение за прекин. Едноставно дојде до еден вид на дискриминација. Кога ќе добијат? После 2 години? Не, после 2 него вие така рековме до сега колку е ажурноста на судот. Вака многу ќе се убрза и многу граѓани ќе бидат поштедени да иде, да нема устна расправа, едноставно тоа е модел одлука, сите ќе одлучуваат. Видите вака во пракса, ние сме имале како основни судии кои сме биле, пилот одлуки сме ги викале тие. Кога сме праќале една одлука, јас не сум праќала, кога било исти основ, например,
за престанок на работен однос, кога се како вишок технолошки. Тоа се исти фактички основи. Меѓутоа, знаете што се случувало? Се случувало да се потврди од страна на апелациониот суд одлуката и сите овие суди ќе ги донесат како ставот на апелациониот суд, потоа Врховниот суд се ќе укине и ќе врати. Сега овде, пошто немаме Врховен суд, значи идеме као на сигурно. Меѓутоа, кој ви гарантира дека со водреден лек повторување на постапка, значи се губи индивидуализација на случајот. Дали ова решение веќе е испробано некаде и добро функционира? Како не, не знам каде, решение, не знам во кој суд е испробано. Ама компаративно, земете си, прочитете си компаративната анализа, ќе видите ова значи, се компаративна. Значи во анализа зборуваме за закон. Ама не, значи друго е анализа, друго е закон. Сега. Кога ќе се утврди дека во закон, јас ќе треба да донесам решение за прекин на овие луѓе. Значи, овие решенија компаративно во сите западноевропски земји се применуваат. И ова ние не можеме топла вода да измислиме, бидејќи таму ги даваат потребните ефекти. И експертската анализа што беше од Советот на Европа, имаше 12 луѓе кои што го гледаа законот, дадоа многу позитивни одлуки и особено мене што ме радува што судиите од управниот суд, што се членови на комисиите, работната група беа воодушевени од ова решение. А праксата ќе покаже како ќе биде. Мислам дека се што е во функција на убрзување на постапките и поедноставување ќе биде во корист на граѓаните. Да, ја се согласувам да има обрзување. Меѓутоа пак на некој начин доаѓа до дискриминација на овие луѓе. Не може да му како ќе му објаснам, не, ти сега имаш донесено решение преди да видиме за овој човеков како ќе биде. Мислам, вака народно кажано. Секој граѓанин би дошол малку во непријатна ситуација. Кажете ми, има ли некои други работи кои што според вас се спорни во спорни? Па еве, например, и за доставата. Овде вика се врши по правилата во Закон за општа управна постапка. Се донесе нов Закон за општа 2015. Од една страна се применуваат одредбите од Закон за парнична постапка, па сега во овој член 52 се вели доставата ќе биде според Закон за општа управна постапка. Малку ми доаѓа дека судот добива улога на орган. Само Законот за општа управна постапка го потребува органот на управа. Тоа не знам како ќе функционира. Се вели, да. Тоа е идејата затоа што може побрзо и поефикасно ќе биде. Второстепената постапка, доставата се врши исклучиво согласно Закон за управна постапка, која што достава е многу побрза отколку што се судските достави и затоа и ставивме одредба дека доставата а иначе они што не комуницираат управниот суд со вишиот, со голуб ги праќаат предметите, тоа е проблем. Они електронски не се поврзани. По законите и они морат електронски се да се достават предметите, а они немаат елементарна конекција меѓу нив. Дури викаат имаме возило расипано, викам па што намагарели ги товарате предметите и ги носите на вишиот управен суд. Тоа е друга, тоа е практиката, оставете. Ние нешто кажуваме, пишуваме што за во иднина ќе биде. И што ќе биде да се убрза постапката и странките да не се малтретираат. Има и многу други, ова пред малку што се спомна дека не ги доставуваат предмети. Сега имаме согласно германската практика, доколку органот не достави документи, казнување, дека може судијата, ајде сега на судот да видиме дали се вистински суди, може да го казни раководното лице, значи министерот, со 20% од плата, или службеното лице кое што води управната постапка. Да, во што го читам Не, тоа е едно казнување. Има понатака друго за извршување, бидејќи рак рана на сега органите се должни да достават. Ама ако неки си плати тој што не го доставил предметот. Едноставно они беа условно речено и неажурни ради тоа што ради доставата органите на управата не им ги доставаа списите. Да. Сега ако некој сега да видиме колку се они автономни и ако се дрзне некој судија да казни министерот плата да го казни. Тогаш ќе речам да, евала, навистина, они се прав суд. Али ако си продолжи практиката и понатака, сега они алатка имаат, да се разбере. И во поглед на извршувањето, се имаат алатка. Сега, како тоа ќе биде, а тоа беше аномалија на постоечка. Потпуно се согласувам, професоре, со доколку ова остане само на хартија, велиме, треба јавни седници да имате. Да, јавни расправи. Јавни расправи.
Немате судници. Нема судници. Исто Како тоа ќе овој закон ќе се операционализира во практика? Значи да ја објаснам дека ја не сум имала судница ни во основен суд вако сум била. Сум судела во кабинетот. Сум имала поротници, судии поротници и дактилограф. Ако е голема просторијата, ќе може да се овозможи. Се што се сака може да се направи. Само еден ентузијазам да се има кај судијата, да се има една самоувереност и може да оствари судење. На крај крајшта во управниот суд јавни расправи имаше и во изборните предмети. И сега со овој закон, и тоа сакам да професор да му кажам, секаде во светот изборните предмети се во високите судови. Управниот суд по хиерархија не е највисок. Нашето решение беше Врховен суд да ги изврши. Ако го видите законот на ЕНАР што беше истакнат, нашето решение на работна, зборувам за работна група, така. Сега овој веќе е закон на влада, во собрание, владин текст е. Нашиот текст беше дека за изборните, тогаш се стопира, бидејќи паралелно се работеше и изборниот закон, и во изборниот остана да управните судови да одлучуваат за изборните предмети. Инаку по мене мислам дека најдобро решение ќе беше Врховниот суд да одлучува по изборните предмети. Еве сега сме пред председателски избори. Првиот ќе бидат во надлежност на управниот суд. Ама изборниот закон тоа го предвидува и ние мора и тие одредби не ги врати. Не ги врати бидејќи ние ги избрешавме дека согласно практиката до сега што беше, мислам и се уште јас сум убеден дека треба Врховниот суд за изборните предмети да одлучува. Да, и јас мислам дека повисок суд треба да одлучува за изборните предмети. Професорот претходно го кажа својот став околу Висшиот управен суд. Да. Какво е вашето мислење? Вака, бидејќи јас сум била стручен соработник во Врховниот суд. Сега малку е неблагодарно да ве прашам вас како председател на Висши управен суд, меѓутоа колку Висшиот управен суд ја покажа целисходноста за своето постоење. Значи странките најдобро може да кажат да се направи една анкета, да се избере вид на луѓе кои би се анкетирале, кои имале проблем, да кажам, со Висшиот, а јас тоа го гледам преку бројот на преставки, дали преставки поднесуваат граѓаните до Висшиот управен суд за работењето на судиите на Висшиот управен суд. Во годината едно 3-4 преставки се само од граѓаните. Од народен правобранител се повеќе, едно 30 до 50 преставки, каде што народниот правобранител тражи да праша до каде е таа постапка. Најголем проблем, како што рече професорот, е во пристигнувањето на жалбата во управниот суд. По закон, управниот суд треба жалбата на одговор да ја достави на спротивната страна и да се достават списите по предмет. Многу граѓани ми се јавуваат и ми велат: зошто бе, јас жалба сум поднел во август, се уште денес е јануари, не е пристигнат предметот. Па се јавувам, прашувам, па ми кажуваат дека органот на управа се уште не ги доставува списите. Според што е најголем проблем, да ви кажам, во управното суд, што го закочи. Тоа требаше да седнат државните органи со државниот правобранител да се договорат како. Државниот правобранител дури поднесуваше жалби за основ помош и нега, ќе ви се молам, за социјално ранливи категории. Добил му престанало правото на паричен надоместок за социјална помош и тужи. Потоа го добива спорот граѓанинот во управниот суд. На таа одлука вложува жалба државниот правобранител. Дали, професоре, се воочени овие слабости и во новиот текст се отстранети? Новиот текст, зошто го правевме новиот закон? И кои се оние клучни новини кои што треба да направат да биде поефикасна и побрза постапката пред управните Прво, опсегот на новиот закон за управни спорови е поголем, бидејќи тоа произлегува тие се два органски закони. Закон за општа управна постапка кој што се донесе 2015, а се применува од август 2016 година, сега веќе не е основа на постапката акт. Не е само решение, туку управните действија. А тамо тоа подразбира 4 вида. Значи, како што се актот, управните договори, реалните акти и странката може и против квалитетот на услуги, на оние фирми, она што пружат јавни услуги, топлификација, телеком и така натака, електросто, можат преку приговор
до регулаторот, ако не се задоволни да барат заштита во управен суд. До сега тоа право граѓаните го нема. Или, например, реалните акти, тоа се условно речено не е уверенијата, што или потврди што ги издават. И против тие акти, значи сега управниот суд му се зголемува обсегот на работа. А од зголемениот обсег на работа произлегува исто така, бидејќи повторувам, моравме да имплементираме член 6 од Европската конвенција за човекови права и оценската мисија исто така инсистираше и ние пак направивме горе-доле едно по-благо ублажување, не е по секој пат да биде спорна полна јурисдикција, секој пат не мора судијата, судот да одлучува да закаже устна расправа, оставивме простор да судот и понатака управниот суд да може во полна јурисдикција да го цени актот, да го поништи без присуство на странките и да го врати. Доколку има доволно списи. Исто така ставивме и иако и во стариот закон постоеше судија поединец, сега ги прецизиравме одредбите кога може судија поединец за багателни, помали предмети да земе он да одлучува да не биде у совет. Али тоа сепак они бидејќи има тоа актмисот, значи предметот ќе биде доделен на советот, советот одлучува да, пример, ако е по 5000 евра вредноста на спорот, да земе да му го даде на поединец и судијата поединец да земе да реши. Така што во многу работи... А како ќе се одреди вредноста на спорот? Например, за помош и за нега, или за лична карта, за возачка дозвола. Па тоа секи биде кај судија поединец. Тоа секи биде во судија. Советот ќе се одлучи. Дали ќе го дадеме ние вредноста 40.000 како што е по закон за парнична? Не, нема закон за парнична, има таму друго ви е дадено. Не, дадено е вика тужба вредност. Вредноста на спорот треба да се одреди со тужбата. Председателке, колку управното судство може да ги следи новините кои што се предлагаат? Јас да ви кажам, ја поздравувам идејата за донесување на законот за управни спорови во смисол што рече професорот да се одржуваат јавни седници и да биде тоа се транспарентно, за да се увиди точно како работат судиите на управното судство. Устна расправа мораше да се воведе, затоа што точно е тоа дека имаше европски пресуди, каде што се наложуваше да се запази принципот на контрадикторност и на фер судење. Така да тужбата затоа се дава сега на одговор, и сега веќе почнато тоа во управниот суд. Тужбата се дава на одговор од таа пресуда што се донесе од Европскиот суд, каде што беше нарушен принципот на фер судење, од тогаш и жалбите се даваат на одговор, па се чека одговорот, така да тоа се тие процедурални прашања што навистина ни требаат обучени, квалитетни службеници кои ќе го знаат добро судскиот деловник. Тоа ќе го препуштиме на Академијата за судии и јавни обвинители, која се надевам дека ќе обрне во иднината поголемо влијание за обука на судскиот кадар, бидејќи судијата не може сам сите овие действија да ги презва. Ова кажувам за вредноста на спорот, тоа ќе биде малку дискутабилно, дали јас сум го разбрала или не сум го разбрала, не знам како ќе ги одредиме некои вредности на спор, каде што навистина судија поединец и ќе носи одговорност самиот. Тоа е во Хрватска и нема проблем. Јас сум била и сум видела дека судија поединец. Не ви реков. Значи тоа не е проблем. Предметот се дава на советот. Советот одлучува дали да судија ќе биде, па одговорноста на советот ќе биде. Затоа ви реков, не ги симплифицирајте работите. Не, само кажувам дека и во совет да се судат тие предмети нема да биде греда. Секогаш кога е поголем составот, не е никогаш тоа нарушување на законитоста во судењето. Значи, погрешка може ќе се направи ако на некој му се даде поединец, а не треба да нема за составот. Прекршошна казна од 50 евра, совет од тројца да одлучуваат. Точно, тоа се согласува. Професоре, за крај да има само една, да додадам, ова има една одредба за судија, првите 2 години не може да биде судија поединец. Мене некако чудно ми дојде, да ви кажам искрено, зашто... Па треба стаж малце да се има и еднашка више да се научиме на ред. Ова наша држава, дека не може некој што вчера е избран да се нацуцули да одлучува за сите спорови. Еднашка ред треба да овој нашиот правен систем да воведеме. Па тоа е веќе друго, тоа не е мој проблем. Колку сега овој новиот начин на регрутирање на кадри во управниот суд преку Академијата за обука на судии,
ќе донесе еден нов квалитет на управното судство, за кое што се тврдеше цело ова време, дека има многу залутани кадри, неквалитетни кадри, кои што никогаш не работеле, како што рековте и вие на управната материја. Јас сум противник. Значи, тоа што се бирале, како се бирале, не е моја вина, но сепак секаде, ако го земете например, во Франција управното судство е дел од извршната власт. Еве сега да земем ја германскиот модел и она. Значи, секаде, да се разбереме, голем дел од кадрите што се регрутираат во управното судство се од управата, од министерствата. И јас и понатака се залагам. Тие сте против решението? Јас сум против решение да се иде значи они може до обуки да им се прави све, но оној кој што работел 10-15 години, носел управен акт, решение го видел, оној кој што работел у второстепена комисија кој што е ценел законитоста, многу по мене е компетентен отколку некој што киде на судска академија или работел у граѓански или кривичен одел и наеднаш сега управен судија да биде. Зборувам за стручност и компетентност. Ако сите возат по десна страна во Европа, ние не треба да возиме на лева страна. Каков е вашиот став околу ова прашање и заокружуваме тука бидејќи мојот став е дека точно дека може да има представници од органот на управата, и повеќето такви се избрани во управниот суд со 9-10 години стаж. Има и стручни соработници кои биле во Врховниот суд, кои работеле на одел за управни спорови. Така да од општина се дојдени, од катастар се дојдени, од даночни оделенија. Има од секаков профил. Има само еден судија моментално во управниот суд, што бил судија граѓански, па станал управен судија. За мене лично, јас сум била стручен соработник 9 години во Врховниот суд, па сум отишла судија на кривично, па сум била судија граѓански, па сум дошла судија на управен суд. Така да не никогаш гледа и од каде да дошол, можеби е најважното да имаме квалитетни, стручни и честни суди. Да се однесува кон предметот. Јас ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија. Очигледно ова е тема која што ретко е присутна на програмите на македонските телевизии. Се надевам ке има и друга прилика. Тоа беше, почитувани гледачи, се за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Не го менувајте каналот, следете ги останатите програми на нашата телевизија и имајте пријатна вечер. Специјално телевизиско издание за специјалните јавни обвинители.